Здраво другари и здраво другарки. Денеска баш ќе направиме 20. Ќе направиме едно видео дека нема време да снимам денови, се занимавав со некои други работи, после ги прикажеме што се занимавав. Сигурно некој од вас виделе, али тоа е кога се има други обврски, не може да снимам видео, ама сепак го следиме пазарот, па ќе видиме што се случува на пазарот. Мислам ќе објасниме сега да видиме какви информации има. Значи, маркетот е, не знаеме каде е моментално. Значи, дали надоле, дали нагоре, лудница е целиот маркет. Баш да го видиме нашиот биткоин што се дешава. Со нашиот биткоин гледате, значи на неделно ниво, 1, 2, 3, 4, 5 недела, оне во надолна линија. Сега ако видиме, ако се вратиме назад, гледате тука имаше 2, 4, 5, значи ова тука нема го рачунаме, после 5 недели почна да иде нагоре. Што значи, ако гледаме историски така гледано, кој иде надоле, мислам дека имаш уште некој случај. Каде беше? Добро, вамо е повише. Ама имаше некои такви случаи, па потоа продолжува нагоре, еве, 1, 2, 3, 4, 5, 6 гледате, па потоа нагоре. И да не ги рачунам овие зелениве, али според таква некои истории имаше демек е почнал нагоре да иде. Ама тоа е некоја статистика, некоја тамо гледање. И ради тоа, не знам што да кажам во однос на таквите заклучоци и што ги носат некои други аналитичари тамо што ги гледам. Али, како и да е, гледаме дека во надолна линија, реално не успеаме да отиваме над 75.000 долари. Едно време се качевме, мислам, околу 70.000, да. Тоа е 70.000 долари, ама гледате сме во надолна линија. Претпоставка моја е дека ќе го допираме, значи 200 average линијата од 58.000, тамо 58, така нешто, 58, 58.500, така нешто е линија, мислам дека ќе ја допираме нагоре, значи тоа не може да се знае, тоа све зависи од коцкарите, значи ако почнат превно да се коцкаат надоле, тоа навратно ќе кинат коцкарите и тоа е јебига. И ќе оди после нагоре биткоин, затоа и не може многу да нели ја гледаме според само според техничка анализа, треба да гледаме и други информации што се случуваат. Реално имам некои причини, мислам дека ќе оди ова надоле уште, потоа ќе ги објаснам, значи во другиот прозор што ми се отвори ќе го прикажам, а после ќе ви објаснам зашто мислам дека ќе оди надоле. Мислам дека го допираме 200 average. Мислам секако тоа не значи дека ние ќе останеме и ќе одиме во bear market, па не знам уште 5 години ќе чекаме. Според други информации што ги имам, би требало долгорочно, мислам долгорочно оваа година или почеток на 2027 година, значи стварно не знам више што ја кажам, да оди нагоре биткоинот. Мислам нормално и алткоините. Тоа ќе кажем и зошто, значи подоцна во самото видео. Што да ви кажам луѓе, значи според Fibonacci retracement ние се наоѓаме, не знаеме кај се наоѓаме. Гледате, тука отидаме надоле до 60.000, ја претпоставам ја допреме 58, не допревме, но сепак продолживме надоле, да со самите свеќи да се спуштаме надоле. Ако видиме на daily ниво што се случува, само да отварам на daily, да го проширам, гледате, на daily, тука ми е реално сапортот на 63.000 долари, али ние имаме некој движење, значи гледате од оваа до оваа линија. Само ја направам, од оваа линија до оваа линија имаме некој движење, значи sideways одиме, ама гледате тука има и најголеми купувања, што значи дека би требало да биде како голем сапорт. Овие, значи оваа линија со оваа линија би требало да бидат двете сапорт. Колку ќе издржи, стварно не знам што да ви кажам. Според јавно што гледам, според макроекономија би требало да идеме ние надоле. Не знам, ќе видиме стварно, не знам што да кажам. Мислам дека денешната линија почната е, да. Денешниот кендл ја се изведам 19, да. 1.27, да, почнате денешниот кендл, гледате е црвен, што значи најверојатно ќе имаме црвен маркет во текот на денов, тоа е сутрешниот ден. Да видиме што станало со нашиот омилен коин. Нашиот омилен коин, само, ајде ќе отидам прво на weekly, па ќе продолжиме после на daily. Гледате, на weekly имаме оваа линија тука, оваа моментална линија ни е како резистанс линија.
И да бидам реален, сапортите само имаме на 0.26.3 и потоа вамо до каде што падна 0.22.3 што е најдолната цена на Cardano во bear маркетот. Јас оваа линија што сум ја ставил, гледате, испод оваа линија доаѓа. Ја многу се надевам дека ќе скршиме линија и ќе продолжиме нагоре. Дека следното што би требало да пробиваме негде на 0.35.2. Сега ако видиме и некоја друга линија што би требало претходно да пробиваме, 0.31.8. Така нешто ќе испадне. 0.38, 31.8. Така да ова, не знам што ви кажам, дечки, ако паѓа биткоин, ова ќе се крши надоле. И реално сме на премногу ниска цена на Cardano, што мислам дека е премногу добар buying opportunity, значи да купувате Cardano. Само да го сочувам ова, идеме на daily, да видиме што се случува со daily. One day. На one day, гледате, тука имаме на 0.26.3, тука имаме една линија исто што ни е сапорт, што значи ако паднеме по това, но и по Fibonacci retracement исто сме на 0.26.3, тамо 0.26.2, што значи дека имаме прилично голем сапорт. Ако отидеме под Fibonacci retracement, това, дечки, не знам што да кажам, со Господ напред после тоа. Не би требало да отидеме, но не може да се знае, не може да се знаат ликвидации, не може да се знае што ќе се дешава. Така да не знам што да кажам, еве на daily, тоа е тоа, можеме да повлечеме од тука линија. Ајде видиме по нов Fibonacci retracement од овој пат најголем до ваму до некој локален врв што се десило. По локален врв, гледате, вамо ни е сапорт, следното ни е на 0.26.7, како што кажав. Да, 0.26.7. Ајде да видиме, само да го севирам. Да видиме на... Ајде, ова му треба време да се севира. Да видиме на hourly што се дешава на hourly. На hourly. Гледате, сме имале тука некој сапорт. Сега можеме да повлечеме ова resistance level ќе ни испадне, да. Resistance level. Вамо може, тоест не би повлекол вамо. Негде од прилика, значи оваа линија би требало да ни биде сапорт 0.27.1, но е на краткоречно ова дури. И едино ја што би повлекол е оваа линија од ваму. Само да видам како ќе се скрши ова. Вака би ја повлекол оваа линија. Да видиме што ќе се дешава од ваму. Дали ние ги успеваме да пробиваме над ова или нема да успеваме да пробиваме, затоа што гледате моментално сме на hourly, што да кажам, се враќаме на некој нивоа што не би требало да се враќаме, што реално тука е сапортот, овој сапорт ако пробие, имаме надоле до 0.26.2. 1, како што кажав на weekly исто. Добро, тоа е со ADA. Да видиме што се дешава со нашиот Ethereum и со коинот на Tom Lee. Со коинот на Tom Lee, според Fibonacci retracement на weekly, сме пробиле надоле, така да следниот сапорт ни е на 1764. Ако го пробиеме и тој сапорт, идеме 1400. Значи сума 3 лепе. Ќе видиме што ќе се дешава со Ethereum. Би требало Ethereum да се враќа во овој, значи во оваа реална формација и потоа да пробиваме нагоре. Ќе видиме понатаму што ќе се дешава. Значи ја очекувам секако да оди нагоре, ќе направам и видео некој, според мене, некои калкулации колку би требало да одиме нагоре, па ќе видиме што ќе се дешава. Едино од тоа што ми направил една линија да го видам овој сапорт вамо што ќе биде. Што ќе се јави. Значи вамо некој сапорт. Да, околу 1800 или 1750. Да, тој сапорт се надам дека нема ги пробиеме овие два сапорта затоа што е опасно више надоле. Мислам премногу мала сума затоа што реално и немаме сапорт друг. Влагаме во цени од претходен bear маркет.
моментално гледате 1950, би требало да го скинеме левелот 2150-2120. Тоа ќе видиме, да го видиме на daily. На daily, што се дешава на daily? На daily, дечки, само ова да го скинам, ова ми треба само на weekly биде, не на daily. Добро. На daily, дечки, гледате, според Fibonacci retracement може да дојдеме до 1786, а моментално се движиме sideways. Следно за пробивање 2400 според daily. Така да ќе видиме што ќе се дешава. Исто така може да ставиме и оваа линија вамо, како што кажав. Оваа линија, па да видиме понатака што ќе се дешава. Дали ќе се движиме према сапортот или ќе пробиваме горни граници. Тоа е според daily формација. Исто според daily формација можеме да направиме, само да видам дали можам да повлечам ваква некоја линија. Не, ова е многу мала линија, така да нема да издржи целова линија. Тоа е тоа, дечки, во однос на техничка анализа. Сакам исто ги видиме биткоин ликвидациите. Гледате последните 4 дена ликвидации на лонг, значи коцкари луѓе колку сакате. Значи ова мислам е невидимо. Луѓе не знам колку пари искоцкаа, значи трилиони долари искоцкаа. Ја мислам дека Америка не принта толку пари колку не може да испринта толку пари колку што коцкари може да искоцкаат. Гледате, на 18 174 милиони лонг и 57,3 милиони шорт. Партали ги брават. И упорно не им иде памет. И упорно не им оди памет. Па нека не им оди. Што ја кажам. Сакам да видиме некои други работи во однос на, само да најдам каде беше, не DXY, не Bitcoin Dominance. Да, може да се вратиме на Bitcoin Dominance. Само видиме Bitcoin Dominance-от, значи ако го видиме, значи ако доближам на weekly, Bitcoin Dominance-от, гледате, он почна да паѓа, но ради работи што се дешаваат, значи со целата економија, ние имаме моментално враќање на Bitcoin Dominance. И ако земеме да обележиме со уште една линија вамо, ќе земам оваа линија. Ако ја земеме линијава, гледате, таа ни испаѓа као support level на Bitcoin Dominance. Bitcoin Dominance, значи ако сакате алткоини да имаме или да имаме алткоин сезона, Bitcoin Dominance мора да оди надоле. И тоа треба да оди вртоглаво надоле. Не знам дали ќе стигнеме овие левели од 2023 година. Од 2000, не, како ќе биде од 2020, еве овие некои левели, 35%, 38%, не знам дали ќе стигнеме тие левели, но би требало да паѓа. Значи, апсолутно треба да паѓа ако сакаме алткоин сезона. А ако не ќе има алткоин сезона, тогаш биткоин нека продолжи вака да се движи. А гледате, тука бил 66%, моментално сме на, зашто не го дава ова, 58%. Значи паднат околу 8%. Ама мислам дека уште многу треба да паѓа во однос на Bitcoin Dominance. Само да видиме што се дешава со сребро, со злато, само да доближам. Значи во однос на сребро, злато, само да видам. Еве, гледате, sideways. Значи никој не купува ни злато, никој не купува ни биткоин. Значи тотална несигурност на пазарот. Шом ова не расте, значи сите sideways одат. Според ова што го гледам, никој не купува и тотална исплашеност има на пазарот. Штом никој не купува. Сакав да видам само уште еден индикатор. Само да го најдам, више не знам колку табови имам отворено. Bitcoin Dominance, не DXY ќе го разгледаме после, ќе ви објаснам зошто после.
Without BTC total BTC. Еве ги. Bitcoin chart PMI. Ова е интересно што треба да се види. Гледаме биткоинот, гледаме надоле, значи имаме бериш некој тренд. Ова е интересно. Значи PMI индикаторот. Ова значи дека економијата малце почнува да им пркнува, малце од малце, значи самата економија. Ама тоа е ептен малце, значи ако видиме, пркнала од 47,94 на 52,6. Ако сакаме bull market, значи економијата треба над 60 да оди. Значи ако сакаме нели многу добар bull market. Сега ова што е вика Federal Reserve, ова значи колку пари има на сметка на федералните резерви. Значи гледате, они малце ја подјача, па потоа пак падна, па сега малце по малце. Ќе покажам после зашто малку по малку они принтат пари, не е тоа принтање, ние што го чекаме, значи треба вртоглаво принтање. Значи ако видиме минатиот пат, гледате го принтање на пари и билдање на баланс шитот на федерални резерви вртоглаво нагоре, затоа имаме и bull market. А со овакво нешто нема шанси да имаме bull market. Значи моментално се уште не принтат пари, притискаат, нели гледате. Не само малува референтна каматна стапка, па се караат, па Трампчо, па не знам што, па ќе го менјал, па еве нов ќе биде, па тој ќе намалува, па не знам уште колку стапки, ама што поише суперси има, тоа значи ќе имаме нагло намалување и нагло зголемување цените на добрата, значи као Биткоин, као Етериум, Cardano, као сите. Тоа е, значи, тоа сите го чекаме. Сега, кога ќе го дочекаме, ќе одлучи Трампчо. Само да ги видам сега другите, каде ми се наоѓа табовите што сакам да ги покажам. Само да ги најдам. Каде ми беа самите табови. Еве ги. Баш оваа недела, која беше, мислам дека понеделникот ли беше? Како беше понеделникот? Не. Или петокот, не знам ли никако беше. Само да ги видиме. Unemployment rate. Значи ова на 11 излезе демек unemployment почнува да се намалува. Сега ако се намалува нели unemployment rate, тоа значи дека во економијата има поише работни места, значи како се вика, значи економијата расте, значи добра економијата, се отвараат места, се вработуваат луѓе, што значи дека тука е малце лошо во однос на намалување на референтната каматна стапка, затоа што значи дека економијата се развива во Америка, нели тоа го видовме ние на овој индикатор вамо, значи позади што ми е на табелава. Нели, економија се развива и затоа имаме намалување на невработеноста. Сега исто што е интересно, кор инфлацијата излезе и CPI инфлацијата излезе и тие се намалуваат. Што значи тоа? Сега вика како може економија да се развива, а вика инфлација се намалува. Не иде едно со друго. Ма има голема исплашеност на пазарот и моментално не се купува ништо. Значи инвеститорите чекаат, има нели она несигурност на пазарот што ќе се дешава со Трампчо, што ќе прават сега со Иран, дали ќе го напаѓаат, дали ќе се договарат и сега има некои несигурности и затоа инфлацијата моментално паѓа, а исто така затоа што горивото им се намали и ради горивото сите производи нели нормално ќе се намалуваат и мислам тоа во нормална држава, нели во нашата држава не е нормално и затоа производите не се намалуваат. Иако е паднато горивото беше и 109 кај нас, ама да не објаснам, значи ние сме земја на Марс. Ние не сме на планета Земја. Во нормална земја би требало инфлацијата падне, кој ќе се намали горивото, затоа што од горивото зависат многу работи, а намалено е горивото во Америка и ради тоа имаме и намалување на инфлацијата. Само да видиме и другата инфлација, еве исто. Значи се претпоставувала 2,5, претходно била 2,6, сега 2,5. Не е нешто многу и нормално сите сакаат да видат инфлацијата под 2%, што мислам дека е невозможно. Едино само турфлейшн што може да видат под 2% и поише од тоа мислам дека нема да може да видат. Значи 0,90, тоа ако видиме, тука била 0,68, 0,90. Нели ова е малце
повише се движи, реал тайм се гледа на сама ваква. Само да видиме, само да го најдам сега и следниот тап, тоа што сега збориме за некои работи. Други, али тоа е тоа сега за сега, што значи на 0,90 реално референтната каматна стапка треба да се намалува. Ако отидеме на Fed Rate Monitor Tool, не знам дали ќе намалиме, мислам не знам дали ќе се. Еве, гледате, доста неиста, 93%. На што личи ова, мислам? 93% и овие си играат, да не кажам што. Катастрофа. 93%. Едино вика во април, слушај, 20% може да намалиме. Значи во април ако не се намали, тоаш претпоставам во јуни, јули, септември и октомври има вртоглаво да се намалува надоле. Затоа што после април Джером Пауел иде у пензија и го носа тој, како се каже, Кевин Варшли, не знам како се каже, човекот што ќе го донесат. И тој што ќе го донесат мора да намалува референтната каматна стапка. Сега со тоа ќе се предизвика инфлација, нека им со среќа сите тие што не инвестираат во добра, како крипто, нека им со среќа кој ќе има инфлација, после ќе се жалат цените високи, цените вакви. Па за да разберете економија, ќе земете малце ќе научите економија, кога ќе се развие инфлација, дека вие треба да имате добра зависи од големи цената. И да можете да живеете како што треба. И поише од тоа како што треба. Ама, очигледно на многу луѓе не им е битно тоа, они викаат, ама знаете тоа. Плюс, во Македонија референтната каматна стапка мала. И после вика, биле производите скапи, станови биле скапи, па нормално. Кој ќе имате асалнен гувернер, тогаш. И асално кој ќе се однесуваме. Ама тоа е муавет за друг пат, затоа што реално криптото не е зависи од Македонија и фала Богу што не зависи од Македонија. Само да видиме други работи. Што сакав сега исто да кажам. Има вика, ова е 200 day EMA Quantile Regression. Сега вика ќе каже некој што е тоа. Значи тука се гледа. Секојаш кој е во зелената состојба, очекуваме раст нагоре. Замислете, во зелена состојба, ваму бил биткоинот 15.800. Бил 16.000. Еве, ако отидеме на најзеленото, бил 20.000 биткоинот. А сега во зеленото ние се наоѓаме и се е $66.000. Замислете ова кој ќе почне да расте нагоре, кој ќе влезе во оваа зона. Не сакам да дам претпоставки за биткоин. Значи тоа се само мои претпоставки, вие вашите треба да имате. Али според ова ја што го гледам. Биткоин ќе расте, ама бајаги. Што мене ми се свија. Ваму Елон Маск сака нели да направи нешто како бета за плаќање со пари со не. Сега не се знае дали ќе биде со крипто. Дори читав една статија тука. Он очекувале луѓето да бидат the first speculation centers on Dogecoin. Dogecoin. Shit ти мајка. Повеумрен коин. The meme coin closely lens, затоа што нели го збореше Doge, па каде еве го 2 години не пари, мислам дека нема да си игри играчки Елон Маск. И дека со крипто, ама со добро крипто ќе биде. Значи со првите 10 коини би требало првите 10 коини на CoinMarketCap. Така да ќе видиме што се случува. Што сега да кажам? Само да ги отворам овие табови. Дека не ви беа отворени. А за ова ќе збориме најпосле. Само некој. House GOP joins Democrats to slap back Trump's tariffs on Canada. Гледате, они сега демократите само да му ги на тарифите, да нема тарифи. Значи сега они да нема тарифи, со што ќе напојува владата прво негова. Овие не придат пари, тоест не купуваат врзици за да ја финансира владата, од што он ќе се финансира. Значи ова не знам.
катастрофа. Политика и економија у Америка, не знам што да кажам. Лудница. Имаше само да ми отвори сега нешто. Не знам зашто ми заглавува браузер. Добро, многу таво ги имам отворено. Вика introducing agentic wallets. Give your agents the power of autonomy. Ова Coinbase, знам дека го прави, ќе направи волети за AI агентите да може да тргуваат. И после него ќе ми кажа, ама не, слушај, вика, најдобро е да се тргува со PP30 и со PP50, да пренесуваат пари, или со картица. Која картица, бе, дечки? Значи, прво, мора да навлезам малце и во теорија на заговор, кој сака да ги испитува, ја не се разбирам толку од струја, али само потребно е струја за AI агенти да пренесуваат крипто. А ваму што треба? Па од банка, па чекај, па кодот му стигнал, па сега не знам што ќе правеле, не могло да стига код на порака, ќе било од апликација, па не знам што. А тоа дали апликациите се заштитени, тоа не знаеме. Али битно, нели, тоа најдобро е, значи, преку банкарски трансфер, па не, какви банкарски трансфер? Значи, само крипто, бам, бам, у секунда поминува трансакции. Баш преска праќав некој крипто за 3 секунди трансакција да ми заврши. Они правиле Visa Direct, тоа е глупост. Visa Direct не им работи 5 сата, парите ги чека. Катастрофа. Али битно Coinbase први ќе дадат на AI агенти да тргуваат. Значи, многу се напредни. Ова исто беше интересно, од страна на макроекономија и геополитика. Баш видов негде, Russia moves back to the dollar. И баш тука прочитав дека затоа што Трампчо, нели, Путинчо се стари другари и може да се договорат пак нешто со доларот да прават. Најверојатно, претпоставка моја, значи не мора да значи дека биде така, затоа што, нели, на Русија има заглавено пари и најверојатно ќе дозволат, значи да се ги земе парите, но потоа тргува со тие пари во долари. И затоа они викаат сега return to dollar. Ама сепак Русија има некој друг малце план, али може да се деси такво нешто. И гледате, internal Russian document revealed by Bloomberg. Сега не знаеме дали е документ, али они се обидуваат некако да го прават доларот за да се користи што поише, па дури од Русија. Се замислете Русија го почна да користи доларот, значи сите од БРИКС реално и они ќе го користат долар. Што и многу се користи на планетата Земја доларот, ама тоа е. Тоа ни е резервна валута и федерални резерви нормално, нели, заедно со резервната валута. Ово исто сакав баш да го видам, само каде ова беше слика, многу добра за златото, затоа што луѓе викаат и слушај safe haven, значи само злато купувајте, сребро, значи друго не е, еве биткоинот паѓа. Па што ако паѓа? Што ако паѓа? Значи имаш можност да купиш. А златото на колку падна тама? 4900, 5000 е пак. Сега злато или биткоин купам? Злато нема купам. Биткоин ќе купам. Само тоа сакам да кажам, видете злато, зашто се употребува? За накид, за Bars and Coins, централните банки гледате колку држат и после, нели, за процесори, за технологија. Вика резерви, гледате колку малце, и сега имаше само една информација. Total below ground reserves and resources. 132.000 тона. Че ова е, дечки, катастрофа. Значи, кои се извадат, реално, значи, поише злато се вади на вакво. Значи, не може да расте толку колку што ќе расте криптото и биткоин. И затоа биткоин е дигитално злато. Ограничено. Ова е неограничено. Неограничено. Ова исто сега да го видиме, BlackRock со Uniswap. Замислете, они ќе правеле сега дел со Uniswap и ќе тестираат DeFi со Uniswap. А Uniswap на што е? На Ethereum. Значи на Ethereum.
ова ни кажува, значи кај ќе се движи маркетот. Нормално и Том Ли што купува, ни кажува што прво ќе се движи нагоре. Би требало Етериум да се движи нагоре, па после другите алткоини. Нормално и тие ќе се движат. Али Етериум би требало да се движи прво горе, па потоа останатите да се движат и они. И ја видиме што ќе прават BlackRock со Uniswap. Убави информации, ама многу несигурност на пазарот. Баш сакам да видиме ова USA Иран. Значи, Google се пише да гледате. Гледате, what's next after tense Geneva Talks. Значи, они во Женева денеска збореле пред 8 сата. Conclusions in the new negotiations. Само видиме да отвориме. Гледате го, Иран нуклеар програм. Они сакаат нуклеарки да не произведуваат Иран. Тоа ја мислам дека нема да се деси, нема шанси да ќе прекинат. Може да смалат нели производството, а не биде сега не знам колку произведуваат таму, да смалат пред 30%, еве ние се договоривме помалку ќе произведуваат. To be back on Iran's court. The ball seems to be back on Iran's court. Ајде видиме second round of indirect negotiation between Iran and right. Without concrete results. Значи нема конкретни резултати. Америка знам дека се закане на Иран. Значи ако они се откажат нели од дилот, ако не прават дил, ако нема конкретни резултати, они не ќе да ја видат последиците. И Иран потоа им каже, па добро, вика и вие не ќе ги видите последиците ако има од вас напад или таков. Ама Трамп што става војска околу Иран, не знам, могуче и напад да има, ама мислам дека биде контролиран напад. Нема шанси да биде неконтролиран напад. Значи тоа ако биде неконтролиран напад, ќе има и Америка, пола Америка има да снема. Затоа што Иран нема малце нуклеарки. But it's unclear if another on the horizon still red. Uranium enrichment still red line for US. Не е for US, тука е for Израел. Тоа да знае. Значи, ради Израел, не ради Америка. Знаеме која води Америка. Иран is a red line for Washington. Да, бе, сигурно. Сега, гледате, Техеран on other hand does not want to give up enrichment. Па нормално, треба некоја средина, нема толку се збогатува со ураниум, кога се збогатува 50% од сега што се збогатува. Може и да се збавтаат. И тоа не мора да значи дека криптото ќе оди надоле. Реално може да отиде надоле ако многу се коцкаат, ама ако многу се коцкаат дека ќе оди надоле после нападот, може да иде нагоре. Не знам, во некој од минатите случаи имаше ваква една работа. Да, во еден од случаите. Знам претходно, знам кој имаше нешто војна и баш отиде криптото нагоре и сите се чуде и како може. Па нормално е, Wall Street следи, гледа кој се коцка, кој највише се коцка и сега ќе ликвидираме. Така да ќе видиме, ова треба да се следи бајаги многу. Јас следам информации, највише исто следам на криптореволуција, на Инстаграм ги следам информациите. Ама ќе видиме што ќе се случува во наредниот период. И последно што сам да кажам, со Даниел, значи бас збореме за криптореволуција и за Академијата за криптореволуција. Како што знаете, ја прво сум cyber security инженер, а потоа значи работим блокчейн, испитувам, знам и економија и геополитика, испитувам и прилично големо знаење имам со блокчейн, значи не зборам само употреби Binance или Wallet или не знам што. Значи нодови, правење на нодови, архив нодови, све и свашто имам тестирано. Значи дома имам сервер за тестирање на такви работи. И тоа до ние огромни сервери по 1 метро што се сервери. Значи такви испитувам ја технологија, значи прилично па ја имам знаење, нормално користам и компјутери за да испитувам и исто така програмирам блокчейн. И тоа морав да научам да програмирам и Solana, тоа што мораш да спасувам луѓе.
у Solana мрежата, па морав да научам и тоа. Али мене омилен блокчейн за програмирање ми е Cardano и од тука не остапам, нема шанси. Значи друг блокчейн јас не програмирам. Што ми е поентава? Поентава ми е дека многу од тие работи ќе ви ги предам на академијата. Значи ваму на академијата можам да се посветам и да ги предам тие работи. Значи во однос на гледате тука основи безбедно, значи безбедност да во обучам 99,9% бидете безбедни. Значи 100% не може да бидете безбедни, никој не може да биде 100%, затоа што има милион работи што се дешаваат со вакво. Но има многу работи што треба да ги знаете како да се заштитите од хакери од скамери. Потоа има напредна обука. Значи во напредната обука ќе ве научам дури да ви исхакираат волет, како не ви земат парите. Значи, тоа постои, тоа исто сум го решил. Значи, со програмирање сум го решил. Сум размислувал како плюс да се следат волети. Значи, имам милион работи што ги имам правени, што ги имам тестирано на мои волети. Дури ја ми симулирано кражба на такви, за да видам како све тоа ќе работи. Ово Ultra Advanced го препорачувам за луѓе што се технички спремни. Значи, за луѓе што не се технички спремни, ова нема шанси да го разберат. Мислам, нема шанси. Реално ќе треба многу да се посветат, многу да научат во однос на компјутер, во однос на блокчейн, во однос на cyber security, во однос на програмирање, па да го научат ово Ultra Advanced. Али јас секако ќе го предам, па кој сака, нели може да испитува и самиот, може да ме праша и мене и нормално ќе видиме заедно како да се научи овој, нели да се совладаат овие работи. И ова напредна стратегија, реално ова Даниел треба да го предава и ова најбитно е. Значи, ова е најбитно. Ова друго е споредно, но не е толку споредно, мислам во однос на овие работи, прво ќе можете да правите дополнителна некоја заработка нели со крипто, ќе ви кажам како. Можете пасивно да се заработува, како се прави, што може да се прави, значи со овие работи кои јас ќе ги предам. Така да луѓе ви препорачувам да се пријавите ваму. Ваму се пријавите и ќе биде интересно на академија. Така да, дечки, гледам 38 минути видеово и мислам дека тука ќе биде крајот, затоа што и 2 са бајле и треба ја си легнам. Мада, мислам дека уште саат време ќе гледам некои аналитики. Така да, дечки, поздрав. Дечки и девојки, поздрав и се слушаме.